Противпожарните единици кои во екот на сезоната на пожари со сите сили се борат со огнените стихии, куборат и со пожарникари и со возила. На 30 територијални противпожарни единици во земјава им недостигаат најмалку 536 пожарникари за да барем го исполнат законскиот пропишан минимум. Најмногу пожарникари, повеќе од 200, му недостигаат на главниот град Скопје, следува Тетово, каде недостигаат 65 пожарникари и Гостивар 152 пожарникари помалку од законски предвидените. Не е подобро ниту во Куманово, каде недостигаат 49 пожарникари. Во Битола има кусок од 32, а во соседен Прилеп од 26 пожарникари. А и да има пожарникари, со што ќе ги гаснат пожарите? Возилата за гаснење на огнените стихии се со просечна старост од 28 години, а нив ги имаме само 241. За споредба истражувањето од преточно 2 години покажа дека земјата тогаш имаше 220 возила, просечно стари 27 години, што значи дека возилата што се набавени во меѓувреме не биле нови и не го подмладиле противпожарниот возен парк во Македонија, туку напротив, во текот на 2019 година противпожарните единици во земјава го зголемиле бројот на возила за 26, но нивната просечна старост изнесува дури 18 години. Во меѓувреме, од ланското истражување кое покажа загрижувачка состојба со противпожарните возила во земјава, со возило на ново се стекнале само противпожарните единици во Прилеп и тоа со 2 нови возила од 2019 година и во Демир Хисар со 1 возило од 2017 година. Најстари возила во просек од 35 години и натаму има во противпожарните единици во Кратово, која од лани досега го проширила возниот парк, но сепак со стари возила. Со иста просечна старост на возила од 35 години е и противпожарната единица од Делчево. А веднаш зад нив на трето место според просечната старост на возилата е Струмица со 33 години. Со просечна старост на противпожарните возила од 32 години се Охрид и Крива Паланка, а просечно по 31 година се стари противпожарните возила на Куманово и Битола. Валандово и Струмица ги имаат двете најстари противпожарни возила во земјата и двете од 1966 година, односно стари по 54 години.